Минимална плата од 30.000 денари. Сојузот на синдикати на Македонија бара најниската плата да порасне за речиси 8.000 денари, а не како што законот предвидува за околу 1.800. Синдикатот предлага државата да ги ослободи работодавачите од плаќање придонеси за разликата од она што го вели законот до она што се бара за период од една година. Тие очекуваат до средина на март да има почетен разговор на економско-социјалниот совет. Бараме државата на непредвидените приходи од придонесите за задолжително социјално осигурување да се откаже во период од 12 месеци или да ги субвенционира за работодавачите во приватниот сектор да можат да ги зголемат платите на сите работници за најмалку 100 евра. Тоа што е битно е дека ние не правиме упад во системот на даночната политика на владата, напротив, со тоа што ние ќе добиеме зголемени плати, нема да заминеме во банките за да ги штедиме нашите пари кои ќе ги добиеме како зголемување на нашите плати, туку ќе заминеме да ги купиме најноосновните прехранбени производи на крајот на криштата, кои се даночат со даночна стапка од 5, 10, 15 или 18%. Официјалното мислење за висината на минималецот треба да го донесе економско-социјалниот совет. Дебатата во моментов не може да продолжи, бидејќи не е утврдена репрезентативноста на синдикатот. Од владата веќе кажаа дека многу скоро ќе ја формираат комисијата која треба да го направи тоа. Од опозицијата во улога на критичари, иако тие се оние кои ја подпиша актуелната методологија според која се пресметува минималецот и тоа под силен притисок од работниците. Од СДСМ велат дека поддржуваат минималецот да достигне 500 евра. Гледаме дека цените постојано растат, врз основа на тоа животниот стандард на граѓаните континуирано опаѓа. Владата не нуди никаква економска политика која што ќе значи повисоки плати за работниците, меѓутоа и соодветна ликвидност на компаниите. Ние секој пат сме биле на страната да се зголеми платата, гледаме дека ефектите кои што ги има кошничките не го дадоа резултатот, односно нема никакви ефекти. Досегашниот став на владата е дека ќе го прифати она што ќе го договорат работниците и работодавачите. Останува отворено дали ќе биде прифатен предлогот за субвенционирање на придонесите за кои се очекува од Илинденска да се произнесе наскоро. Ставот на работодавачите е дека платата треба да ја следи продуктивноста и да се почитува законот за плата од 24.400 денари. Но доколку државата се согласи да ги плаќа придонесите, тие ќе плаќаат повисока плата.